Почтувани гледачи, добро вечер. Еве сме и овој четврток повторно заедно на почетокот на уште едно издание на емисијата Отворено со општината. Наш и ваш вечерашен гостин во оваа емисија господинот Ѓоко Ристовски, раководител на оделението за меѓународна соработка и европски фондови. Господине Ристовски, добро вечер и добро дојдовте во емисијата Отворено со општината. Добро вечер и благодарам за поканата. Еве да го започнеме овој разговор со едно нормално прашање за самиот почеток, а тоа е која е целта на постоењето на ова ваше оделение и која е неговата структура? Добро, оделението за меѓународна соработка и европски фондови е посебен организационен оддел во рамки на општинската структура, во рамките на општинската администрација на општина Струмица, кој што претежно е задолжено да ги координира активностите на општината во областа на меѓународната соработка, ИПА фондовите, другите фондови на Европската унија, како и останатата странска помош. Имајќи го во предвид овој делокруг на работа, дефинирани се неколку цели на работењето, кои што во прв ред се движат во делот на подобрување и продлабочување на меѓународната соработка на општината со меѓународни организации, меѓународни институции и збратимените градови. Понатаму зголемување на бројот на проекти кои што се финансирани од страна на европските фондови. Секако една од целите на действување е зголемување на апсорбциониот капацитет на општината и другите чинители, активни чинители во општествениот живот во општина Струмица. Во рамки на овие цели дефинирани се конкретни задачи, секоја година се работат посебни планови во зависност од спецификите кои што ги има, односно проектите кои што се тековни во тој временски период. Така. Ако зборуваме за структурата, мислам на структурата на вработени во ова порано беше канцеларија, така беше и како таква и беше отворена. Оној кој бил во таа канцеларија или во тоа оделение знае дека таму влада една многу позитивна атмосфера во кој работат млади, претежно млади луѓе, навистина една деловна атмосфера која буди кај човекот на прв план дека овде нешто се случува значајно. Имам ли право кога го велам ова? Да. Како што и напоменавте, значи општина Струмица е активна во делот на овие две области, значи меѓународната соработка, европските фондови, исклучително активна во изминатиот период. Меѓутоа, во рамки на спроведувањето на еден европски проект е основана канцеларијата за европски проекти, кој што понатаму премина како составен облик, значи оделение во рамки на општина Струмица. Да, во неја работат претежно млади лица кои што имаат познавања со странски јазици, лица кои што се креативни, позитивни, како што и вие споменавте, значи имаме во рамки на општината подлог временски период и волонтер од мировниот корпус, односно од мировен корпус на Американскиот мировен корпус, токму така да, значи Одлично, дури и општина Струмица, кога го спомнавте човекот од Американскиот мировен корпус, знаеше да се заблагодари на тој човек, веќе не е во вашата канцеларија, во тоа оделение Грейс Мукупа, една позитивна жена која беше дел од тој позитивен амбиент и општина Струмица знаеше на достоен начин да и се заблагодари за нејзиниот ангажман во тоа оделение, во таа канцеларија. Па на празникот Свети 15 Ивериополски свештеномаченици додали специјален подарок или признање во знак на благодарност за таа соработка што има. Сега повторно има човек од Американскиот мировен корпус, така? Токму така, значи веќе во континуитет мислам дека повеќе од 7-8 години општина Струмица има разви одлична соработка со мировниот корпус, најпрвен мислам дека овој е четврти волонтер кој што е вклучен во работата на општината. Да, еден од волонтерите беше кој што можеби за јавноста е попознат, имајќи во предвид нејзиното учество во рамки на играно-документарниот филм Come to Струмица, Грейс Мукупа, кој што вие напоменавте, меѓутоа сепак ви ги спомнам и тековно, значи Джеф кој е овде активен во општина Струмица, предходно Фред и Маргарет и значи некои други лица кои што се биле вклучени. Одлична соработка. Да, одлична соработка која што
предонесува со одредни мали конкретни проекти кои што се исклучително интересни за развој на заедницата. Вашето одделение е релативно ново во општина Струмица, бидејќи според мои сознанија постои некаде околу 2 години, поправете ме ако грешам. Колку овие 2 години ја покажа оправданоста од постоењето на ово одделение? Вака, значи, општина Струмица подолго временски период е активна проактивна би рекол во овие области, меѓутоа како одделение, како во овој организационен облик е активна одделението некаде околу 2-2,5, можеби 3 години. Да, порано тие работи ги вршеше одделението за локален економски развој, така ли? Токму така. А сега си има, тоа е специализирано одделение само за таа Токму работа, така. Имајќи во предвид потребите на општините, имајќи во предвид искуството од другите општини, претежно членки на Европската Унија, се одлучивме, имајќи во предвид и проектот кој што претходно го споменавме во рамки на кој што се оформи канцеларијата за европски проекти, се одлучивме за формирање на независно одделение за меѓународна соработка европски фондови, кое што треба првенствено да се грижи за продлабочување на меѓународната соработка на општината. Оправданоста е неспорна на одделението ако земете во предвид дека тоа е едно од одделенијата кое што треба да генерира приходи во рамки на општината. Тоа е одделение кое што треба да генерира генерира веќе, значи добри практики и европски вредности, градење на капацитети. Мораме да ги споменеме овие бидејќи се исклучително важни. Веројатно не постои подобар пример за оправданоста од постоењето од примерот на една општина, соседна општина од Република Бугарија, во која што доколку го погледнете структурата на приходите во општинскиот буџет, ќе забележите дека 50% се приходи кои што се од редовните извори на приходи на самата општина, додека останатиот дел, односно 50% се средства од Европската Унија кои што претежно се наменети за имплементација на конкретни проекти. Европската Унија, јас се надевам дека износот на средства од година во година и во Република Македонија ќе се зголемува. Се надевам дека Република Македонија конечно ќе се врати на патот на евроинтеграциите и бидејќи несомнено е, неспорно е дека Европската Унија нуди многу придобивки за граѓаните. Апсолутно. Добро, имам ли право ако речам дека општина Струмица во тој дел е некаков пионер, ги нема веќе тие пионери, меѓутоа општина која прва формираше една ваква канцеларија, едно вакво одделение? Па, мислам дека е едно од првите, меѓутоа, значи, знам дека во овој период веќе некои други општини се одлучија на истиот чекор, мислам дека градот Скопје, Куманово, Струга, Прилеп, ако не се лажеме, и некои други општини веќе. Значи одговорот на прашањето дали ја има оправданост, а постоењето на ова одговорот би бил да, категорично, така? Значи, како што и напомнав, се надевам дека паралелно со приближувањето на Република Македонија кон Европската Унија, оправданоста ќе биде се поочигледна, повидлива, пореална за граѓаните, бидејќи кога разборуваме на оваа тема, сепак мора да разговараме дека во моментот Република Македонија има предпристапни фондови. Со влезот во Европската Унија, висината на фондовите се зголемува повеќекратно и сепак станува збор за фондови кои што се структурни и се наменети за прилагодување на сите општествени процеси. Што тоа значи во пракса тоа значи кога вие аплицирате за одреден проект, да кажеме со соседна општина од соседна Бугарија, нели? И се добива одредена сума на средства, поголемиот колач од тоа парче го добива членката на Европската Унија, а помалиот она друга земја. Значи зависно од фондовите за кои што зборуваме. Значи сепак кога вие споменувате пример од фондовите за прекогранична соработка на Европската Унија, меѓутоа мора да заклучиме дека кажувам тоа како пример. Да, значи тоа значи дека на пример структурата на буџетот на одредена програма, еве да ја земеме во предвид програмата или за пример да ја земеме програмата за прекогранична соработка Македонија-Грција. 65% од средствата во програма се
од буџетот се наменети за Грција. Додека 35%, само 30% се наменети за Република Македонија. Имено така. Значи, тоа ми беше муаветот. Да. Добро. Што би издвоиле во тој контекст, господин Ристовски, како посебно значајно кога зборуваме за проектите? Кои проекти заслужуваат да бидат истакнати во оваа прилика? Па, сите активности кои што се преземани од наша страна се значајни. Навистина не би сакал да давам посебен акцент на одредени проекти. Можеби одредени проекти доколку ги земеме во предвид буџетите за нивна реализација се поголеми, јавноста е позапознаена со нив. Меѓутоа сепак без оглед на големината сите активности од наша страна се важни. Без оглед дали станува збор за активностите, за напорите за реализација на втората фаза од конзервација, реставрација и реконструкција на царевите кули, проектот за ефикасно користење на сончевата енергија, пред се мислам на проектот со кој што во основното општинско училиште Сандо Масев беше инсталиран независен фотоволтаичен систем. Понатаму проектот за развој на алтернативните форми на туризам во рамки на кој што се создаде една пешачка патека во населеното место Банско, беа мапирани патеки од вкупна должина од 112 километри и ред други активности кои што беа спроведени во рамки на овие проекти кои што ги споменувам. Меѓутоа морам да напоменам дека за нас, поточно за мене како раководител на ова одделение, исклучително се важни два индикатори во оваа област. Првиот индикатор е вкупната вредност на потрошените средства и вториот индикатор е вкупната вредност на верифицираните средства од страна на донаторот. Да појаснам зашто се работи. Кога општината или било која институција која што е подобна за користење на европски средства аплицира со одреден проект и доколку се разбира, доколку овој проект е успешен, истиот завршува со склучување на договор помеѓу давателот на грант и корисникот на грант, во конкретниот случај, значи делегацијата на Европска унија и општина Струмица. И таму се детерминирани сите обврски права. Токму така. Во тој договор се дефинирани сите обврски, сите права и во тој договор е наведен износот на грантот на донацијата. Ова е пресметковна вредност. Значи не секој значи дека ова е вкупната вредност која што ќе биде имплементирана. Од нас, значи од лицата кои што го имплементираат, кои што го спроведуваат проектот, зависи дали ќе биде спроведен целиот проект, дали во фазата на планирање, во фазата на подготовка на проектот, истиот бил квалитетно подготвен, што значи дека биле дефинирани сите трошоци за некоја реализација. Значи, токму тоа и го споменувам, доколку овој вредноста на овој индикатор е над 98-99%, во тој случај покажува дека општината и во делот на подготовката на проектот квалитетно ја завршила работата, а се разбира и во делот на спроведување биле завршени сите активности. Вториот аргумент кој што го споменав е колку од овие трошоци, колку од овие средства се верифицирани од страна на донаторот. Да појаснам, донаторот врши целосни контроли при спроведувањето на секој проект. Мора истиот да биде спроведен во согласно со правилата и процедурите наведени во договорот и со кој што е условен, значи самиот договор. Доколку вкупната вредност на верифицирани трошоци е поголема, значи над 98-99%, во тој случај означува дека општината при спроведувањето на проектот целосно ги запазила правилата, принципите на Европската унија и во секој случај се реализирани и целите и се постигнати соодветни резултати кои што се реализирани. Само да напоменам дека во конкретниот случај во сите овие проекти кои што ги споменавме од наша страна и двата индикатори вредноста се движи над 99%, што е исклучително значајно, што несомнено е потврда и за квалитетот на реализацијата на самите проекти и за верификацијата на така, и мора да се има во предвид дека кога станува збор за големи проекти, за поголеми суми на средства кои се користат, нели? Во дел од тие средства за конечна имплементација на одреден проект своја учество, своја партиципација има и општина Струмица, во зависност од проектот, нели? И тука мора општината да биде силна општина, нели? Значи општината треба да биде силна за да може да ги исплати трошоците за проектот, пред истите да бидат
конечно верифицирани од страна на донаторот. Така. Постојат програми во кои што е неопходно општината да дефинира собствено учество. Во конкретните проекти за кои што зборуваме, општината нема наше учество, значи овие се комплетно значи финансирани од рамки. Не, знам дека дел од тие проекти беа, да кажеме 70% или зборувам така. Првите проекти кои што беа реализирани од оваа област, кога зборуваме за КАРС програмата која што веќе не постои, значи во неа беше задолжително да општините сами кофинансираат одредени сегменти од да разграничиме некои работи, нели, во секој случај. Добро. Ајде да расчистиме која е врската или која е разликата помеѓу меѓународната соработка и европските фондови, меѓу двата сегмента кои го сочинуваат името на вашето одделение. И двете области се тесно поврзани, меѓутоа постои јасна разлика. Компатибилни се, нели? Да, се компатибилни, меѓутоа постои јасна разлика. Би рекол дека не секоја меѓународна соработка завршува со грант или донација и не секој европски фонд значи остварување на меѓународна соработка. Да појаснам. Ние како одделение преземаме и одредени активности кои што значат остварување на соработка со странство, остварување на соработка со збратимени општини заради бенефит на граѓаните на општина Струмица, односно на одредени целни групи. Збориме воспоставување на контакти помеѓу фирми од Струмица и некоја друга општина. Меѓутоа, кога станува збор за проекти финансирани од Европската унија, сепак треба да ги земеме во предвид и структурата на самите фондови. Постојат фондови кај кои што имаме децентрализирано управување. Ова се фондови кај кои што не е задолжително општините, односно субјектите кои што ги реализираат да имаат одредена меѓународна активност. Еве, како за пример ќе го споменам ИПАРТ програмата. Таа е програма кај која што средствата се комплетно од страна на Европската унија, меѓутоа постои акредитирана домашна институција која што ги спроведува сите овие проекти. Зошто е направена врската кај нас во општина Струмица е поради структурата на ИПА програмата. Значи мораме да разграничиме дека ИПА програмата е програма за која што има за цел да ги приспособи институциите и да ги прилагоди и да ги доведе до ситуација за брзо време да бидат, кога ќе бидат членки на Европската унија, да имат возможност да остваруваат активна соработка. Ако ја земате во предвид структурата на претходната програма ИПА 2007-2013 и новата 2014-2020, ќе забележите дека тогаш општините може активно се вклучат во втората компонента, прекогранична соработка, овој пат значи малку е поразлично, сепак се дефинирани одредени сектори, така да меѓутоа состојбата е иста. Општините претежно се вклучуваат во проекти кои што генерираат прекогранична соработка. Останатите компоненти, односно приоритети на ИПА програмата се претежно наменети за приспособување на други институции. Кога зборуваме за прекограничната соработка, треба да напоменеме дека ова не е програма која што во прв план има реализација на одредени големи инфраструктурни проекти. Сепак се работи за програма која што има за цел да ги приспособи, да ги запознае идните членки на Европската унија. Значи да воспостави соработка, да разменат добри практики, да реализираат одредени конкретни активности кои што и како се значајни во делот на примената на европските вредности. Затоа и кога зборуваме за овие проекти мораме да правиме јасно разграничување. Например, ќе го споменам проектот за Цареви кули. Во негови рамки, освен ова што го гледа граѓаните активностите за конзервација, реставрација и реконструкција, беа реализирани еден цел сет на активности кои што имаа за цел запознавање првично, а понатаму и продлабочување на размени искуства, градење на капацитети на лица одговорни за
управување со културно-историско наследство. Во прв ред мислам на лица од Националната институција Завод и музеј Струмица, понатаму други заинтересирани лица од општинската администрација и така натаму. Значи мораме кога затоа и вака е направена структурата помеѓу европските фондови и меѓународната соработка, затоа што општините, значи претежно се активни, претежно се вклучуваат во програмите за прекогранична соработка, кои што од друга страна се насочени, кои што од друга страна значи остваруваат силен ефект во делот на соработката која што се реализира. Кога ја спомнавте меѓуграничната соработка, ме интересира со кои општини имате најчесто соработка од соседна Бугарија, соседна Грција и со кои најдобра, да кажеме? Добро, значи општина Струмица е подобна и во рамки на програмата со Бугарија, во рамки на програмата со Грција. Ако го погледнете областа од Бугарија која што може тоа се подобни, може да конкурира, тоа е регионот на југозападна Бугарија. Од овој дел без малку со сите општини соработуваме, меѓутоа најдобра соработка убедливо има со општината Петрич, со која што веќе има и конкретни проекти, пред се мислам на 2-3 проекти кои што се реализирани, финансирани целосно од поточно 3 проекти финансирани од програмите на Европската унија. Меѓутоа морам да ги споменам и соработките кои што ги остваруваме и со општината Сандански, Благоевград и со Кјустендил и со сите други. Значи веќе сме во ситуација да поврзуваме чинители, односно институции локални од општина Струмица со слични институции од Република Бугарија. Во прв ред мисламе пред неколку месеци имавме активности за поврзување на детската градинка од општина Струмица со детската градинка од Кјустендил, нивна изработка на нивен заеднички проект кој што од нас како оделение за меѓународна соработка беше комплетно изработен и аплициран за финансирање во рамки на програмата за прекогранична соработка Македонија-Бугарија. Меѓутоа значи исклучително се значајни сите овие процеси за изработка на квалитетни проекти. Значи неопходно е да постојат контакти помеѓу активните чинители, затоа што морам да споменам дека во зависност од типот на проектот понекогаш се дефинира проектниот партнер од другата страна на границата. Кога зборуваме за Грција, во прв ред соработуваме со Кукуш, со Поликастро, со Лерин, Флорина, значи и некои други Терми и некои други општини. Значи прилично имаме активна. И претпоставам задоволни сте со таа соработка. Веќе со Кукуш. На взаемно задоволство, како што се задоволни претпоставам и вашите партнери од соседните земји, така е? Да, соработката е исклучително активна, како што споменав, веќе се продлабочува и на други нивоа, значи градинки, школи со школи. Се сеќавам на тој прв проект, ако не се лажам, од КАРС програмата на Европската унија. Тоа беше повторно, нели, Цареви кули и од другата страна од општина Петрич беше Самуиловата крепост. Па присуствував на отворањето на тој нивниот дел од самиот проект и уште тогаш се гледаше дека таа соработка е многу добра, дека постојат убави релации на ниво на градоначалници, значи од таа страна господинот Зоран Заев, тогаш од другата страна господинот Велју Илиев и така натаму се подпишуваа и договори за соработка и така натаму. Сега веќе е добра соработка помеѓу новиот актуелен градоначалник на општина Петрич Димитар Брчков, со кој што исто така, значи градоначалникот Зоран Заев и целокупната општинска администрација имаат активна соработка. Одлично. Несомнено е дека општина Струмица, што се однесува до искористеноста на европските фондови во делот на прекограничната соработка, е лидер во Република Македонија. Тоа не го велам туку така, туку потикнат од нешто што го имам видено пред можеби година и половина. Го видов на националниот сервис, каде што се врши директни преноси од комисии, од собраниски комисии и така натаму. И видов една расправа на Комисијата за европски прашања при собранието на Република Македонија, во кој пратениците од Републичкото собрание кои се дел од таа комисија има можност да разговарат со неколку градоначалници кои беа гости на таа седница на собраниската комисија,
Во токму во делот на меѓуграничната соработка и да кажеме гости беа градоначалникот на Гевгелија, на општина Гевгелија, па градоначалникот, ако не се лажам, на Велес, на Кочани, на Штип, господинот Захариев и така натаму и така натаму. И меѓу другите беше гостин и градоначалникот на општина Струмица, господинот Зоран Заев. Беше симптоматично, беше интересно да се гледат тие нивни настапи пред пратениците, кога, да кажеме, Гевгелискиот, сега парафразирам, кога Гевгелискиот градоначалник вели, да, ние сме задоволни од искористеноста на тие фондови, кај нас, да кажеме, има искористеност 1 милион евра, да кажеме, или Штипскиот века, ние сме задоволни, има 700.000 евра. Кочани, ние имаме 500.000 и така натаму. И тука некаде се движаат тие суми од 400 до 1 милион до 1,5 милион. И се сеќавам дека на настапот на градоначалникот пред пратениците, тој рече, имаме некои 12-13 милиони евра искористено од таа меѓугранична соработка. Добројамно може и повеќе, и тоа е таква разлика, што може таа нивна искористеност на другите општини да се собере со проста математичка операција и не ја дава сумата на искористеност на општина Струмица. Од тука произлегува прашањето, бидејќи сигурно дека никој не дава пари од европските фондови туку така, заради тоа што има симпатична општина Струмица или Зоран Заев или Ѓоко Рислевски, туку заради тоа што се изработуваат квалитетни проекти. Во што е тајната, господин Ристовски? Малку бев подолг во како вовед во тоа прашање, меѓутоа може би и го дадов одговорот. Ова прашање е доста често поставувано. Да? Имајќи во предвид дека сум активно вклучен во изминатите десетина години во овие процеси, така да безмалку на сите составници, на сите семинари на кои што се разговара за оваа тема, неспорно се истакнува примерот на општина Струмица како позитивен пример во искористувањето на европските фондови. Веројатно успехот најверојатно се должи на различни нивоа. Првично несомнено е политичкото ниво, нивото на градоначалникот на општина Струмица кој што е исклучително активен во областа на меѓународната соработка и доста признат во делот на дипломатските кругови. Доколку како политичар се залага за примена на европски практики, вредности, токму тоа значи влие од една страна на насочување на администрацијата кон подготовка на квалитетни проекти. Затоа и го споменувам првиот сегмент кој што е исклучително значаен, понатаму се разбира општинската администрација мора да биде подготвена да испорачува квалитетни проекти кои што се усогласени со целите на програмата. Исклучително се потребно е, значи, како беше ова цело е кога има се, значи во одредена слика за да се во тој синџир значајна е секоја алка, нели? Да, се разбира, знаете како е, значи јавна веројатно општо познато е за сите дека општина Струмица во изминатиот период не беше прилично омилена во делот на националните фондови. Можеби и ова влијае во, знаете, како велат граѓаните, кога некој сака да те уништи, обично стануваш посилен. Наоѓаш алтернативни извори, се обидуваш да ги реализираш истите потреби, меѓутоа сепак со други средства. Токму поради тоа можеби тоа е една од причините. Значи причините се на различни нивоа, меѓутоа сепак неопходна е посветеност од страна на сите, од страна на како што споменав градоначалникот и од страна на општинската администрација, од страна на фирмите локални кои што учествуваат во делот на имплементација на проектите И чинам дека тука е најзначено инвентивноста, да се има идеја за добар проект, да се биде професионален, нели, во изработката на таа документација и да се чукне на вистинската врата. Значи се работи за исклучително комплексна област. Значи проектниот менеджмент и управувањето со проектните циклуси е исклучително сериозна област која што дефинитивно, значи, бара познавање на
првично и на областа во рамките на која што се подготвува самиот проект, меѓутоа како што и вие напоменавте, значи несомнено е бара инвентивност, бара истражување, бара информации за добри европски практики кои што се применливи од страна на Европската унија, кои што во рамките на одреден проект се реализираат во општина Струмица, значи се работи за еден целосен сет на активности кои што е необходно да бидат превземени во рамки на кои што точно се дефинираат начинот на кој што ќе бидат реализирани активностите, вкупната вредност, значи комплетен сет на активности кои што и во фазата на подготовка уште во фазата на подготовка на проектот е неопходно да биде позната целокупната активност која што треба да биде реализирана. Така. Гледачите, претпоставувам, знаат дека работата на водителот на една ваква емисија не е само да седне на оваа столче и да му постави прашање на соговорникот, туку и да го најде соговорникот, па да договори термин, нели, за емисијава, па кога сме веќе тука, кога зборуваме за тоа во што е тајната на успехот и каков репер е Струмица за другите општини во Република Македонија, договорајќи се за оваа емисија, неодамна ве побарав на телефон за да се договориме, нели? Меѓутоа ми рековте дека сте во Скопје учествувајќи на некаков семинар поврзани со темата на која разговараме. Што беше тоа? Мислам дека стануваше збор за активностите во ЗЕЛС, во заедницата на единиците на локални самоуправи, кои што повторно беа во делот на пренос, трансфер на наши искуства на општина Струмица спрема другите општини и јавни комунални предпријатија. Значи, општина Струмица е вклучена како пилот општина од Република Македонија во еден голем регионален проект. Станува збор за проектот Локални лидери во Југоисточна Европа, во рамки на кои што учествуваат општини од Македонија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Јас како раководител имав можност да учествувам на неколку состаноци за размена на искуства и пренос на добри практики во делот на подготовката и имплементацијата на инфраструктурни проекти. Имавме обврска како учесници, сите наши досегашни информации, сите наши стекнати информации да ги споделиме со останатите општини од Република Македонија и со јавните комунални предпријатија. Мислам дека во тој случај учествувавме повторно бевме на една, би рекол, активност во која што целта беше пренос на добри практики. И добро е тоа да се споделат тие искуства, нели, акумулирани во изминатиот временски период со другите општини, и добро е од нивна страна да се ползуваат тие добри практики од општина Струмица за доброто на цела Македонија, нели, кога општините се напредни и користат меѓународни средства, тогаш се подобрува квалитетот на живењето во тие општини и напредува и самата држава, нели? Апсолутно се согласувам. Значи, токму тоа е еден друг аспект во делот на оваа проблематика кон која што ние во моментот сме фокусирани. Значи, настрана вкупната вредност на искористени средства. Во моментот општина Струмица е фокусирана кон градење на капацитети за спроведување на имплементација на проекти, градење на сопствени ресурси. Ресурси кои што ќе бидат подготвени и сега и во иднина, значи да имплементираат проекти не само од аспект на општината, туку и од аспект на општинските јавни предпријатија и општинските институции. Во прв ред мислам на комуналните предпријатија, мислам на детските градинки, основните школи, библиотеката, значи сите други општински институции, бидејќи овие институции во прв ред имаат активност заради која што се основани. Нивна работа не е да навлегуваат во делот на европските проекти. Токму поради тоа е една од целите на самото оделение. Да им помогне на сите општински институции. Нивна работа е да се грижат во делот на одредена област, токму така, самото оделение ќе им помогне во делот на подготовката на апликациите, ќе им помогне во делот на спроведувањето на проекти, ќе им помогне во делот на поврзување со адекватни партнери од странство и така натаму. Од друга страна, да споменам дека работиме и во делот на споделување на квалитетни информации кон други активни чинители во општеството, значи
невладени организации, предпријатија, фирми кои што се заинтересирани во делот на конкурирање за здравска помош. Се обидуваме да пренесеме добри информации кај локални предпријатија кои што можат да се јават кои што може да учествуваат на јавни набавки за проекти финансирани од Европската унија, бидејќи ова е исклучително значајна област, бидејќи доколку стопанството е подготвено да акумулира, да подготви такви, значи да даде квалитетни понуди за реализација на одредени проекти, во тој случај бенефитот ќе го осетат и самите, ќе бидат вклучени во рамки на самите предпријатија. Останува да се надеваме дека таквиот позитивен процес ќе продолжи и во иднина. Апропо сегашната политичка состојба во Република Македонија, не би сакал да верувам дека Македонија ќе се доведе до состојба да го изгуби кандидатскиот статус, европскиот кандидатски статус, и со тоа би ги изгубиле сите тие фондови кои им помагаат на општините, но да не зборуваме за тоа с краја да е, нели? Се надевам дека нема да се случи тоа, бидејќи ќе има далекосежни негативни последици кон граѓаните на општина Струмица. Несомнено, исклучително важна е Република Македонија колку што е можно побрзо да се врати на патот на европските интеграции, односно на хармонизација на законодавството, на прилагодување на процесите и на општините, на примена на добри практики и европски вредности во работењето на сите субјекти, односно на сите активни чинители во општествениот живот. Да свртиме нова страница, не ми се допаѓа темата за која разговараме. На кои проекти работите во моментов? Кои се активни проекти? Во моментот работиме на подготовка на одредени проекти кои што ќе бидат аплицирани во рамки на програмите кои што се отворени. Меѓутоа, добро, ќе искористам оваа емисија и да мислам дека ова информација прв пат ќе споделиме со вас преку вас ќе ги информираме и граѓаните на општина Струмица и на целиот југоисточен регион, е дека општина Струмица е пред потпишување на нов договор за нов проект финансиран од страна на Европската унија. Се работи за еден од последните проекти финансиран од претходната програма за прекогранична соработка ИПА 2007-2013, кој што согласно со правилата на Европската унија е активна некаде до 2017 година. Токму поради тоа, значи споменувам дека во текот на ово или се надам средината најдоцна до средината на следниот месец дека ќе биде потпишан договорот за спроведување на проектот именуван како бизнис мрежа Струмица, Кичево, Поликастро и Кукуш. Се работи за исклучително интересен проект кој што тоа е нешто ново во Македонија. Да. Струмица и Кичево. Диаметрално два спротивни града, нели? Да. Значи, од македонска страна се вклучени општините Струмица и Кичево, додека од грчка страна се вклучени Кукуш и Поликастро. Значи, луѓето кои што се упатени во област знаат дека е пожелно, тоа е исклучително значајно да бидат во рамки на подготовката на проектот да бидат вклучени повеќе од еден проектен партнер од Република Македонија. При подготовката на овој проект ги согледавме сите аспекти, ги зедовме во предвид сите важни, сите компаративни предности на општина Струмица, со кои стопанства не соработуваме, со кои имаме можност да соработуваме. Токму поради тоа и се вклучија Кичево како еден од проектните партнери во Македонија. Меѓутоа ќе се обидам накратко да дадам една слика, информација за проектот кој што ќе биде реализиран во текот на 2016 и 2017 година. Значи, како што споменав, некаде очекуваме да започнеме во текот на средината, значи на следниот месец. Вкупната вредност на проектот е некаде околу 300.000 евра, во рамките на кои што прво во рамки на одделението за меѓународна соработка и европски фондови ќе биде оформена еден вид на бизнис центар за поддршка на малите и средни предпријатија. Што е идејата? Идејата е фирмите од Струмица да добијат идентични услуги, односно сет на активности за поддршка од страна на општината. Сето она што го има во рамките на општините во Европската унија ќе го добијат и стопанството во Струмица. Ќе го добијат и деловни. Извинувам ме кај што прекинувам. Што значи тоа 300.000 евра?
целокупниот проект чини толку Не. или само за општина Струмица? Ова се активностите за општина Струмица и во рамки Струмица и Кичево кои што ќе бидат реализирани. Значи меѓутоа општина Струмица е финансиски одговорен проектен партнер и само општина Струмица склучува договор со Европската унија. Тоа е носител, така. Да, Тоа е носител. додека Кичево ќе биде вклучен во рамки на одредени активности, меѓутоа сепак одговорна за трошењето на средствата е општина Струмица. Така. Како што од другата страна на границата е одговорен регионот на Кукуш, кој што во свој состав значи ги има општините Кукуш и Поликастро. Така. Како што споменав, ако ми дозволите, значи само да довршам, се работи за цел сет на активности кои што ќе имаат за цел од една страна градење на капацитети и испорака на соодветни обуки кон стопанските субјекти, односно кон фирмите, поврзување, вмрежување на стопанствата од двете држави, значи од Кукуш, Поликастро, Струмица, Кичево, организација на саеми за промоција на стопанствата, промоција на извозно ориентираните предпријатија на саем во Германија. Понатаму вклучени се активности за промоција на инвестиционите поволности на општините и така натаму. Значи еден цел сет на активности кои што се надевам дека на крајот ќе придонесе за од една страна запознавање на деловните субјекти за процесите, темите кои што ќе бидат реализирани значи на проектната материја, меѓутоа од друга страна и ќе ги направи ќе придонесе за тие да бидат активни, да се вклучат во искористување на проектите, бидејќи доколку од друга страна ќе значи нивен подем, нивен деловен подем, во друга страна ќе значи и така натаму нови вработување, така натаму. Од друга страна ланец на крајот ќе значи развој на локалната економија. Така. Бидејќи на овој начин токму на овој начин ние ќе успееме да ја постигнеме нашата крајна цел, таа е значи секако подобрување на квалитетот на живење на сите граѓани. Нема големо фајде ако имплементираме одреден проект, бидејќи истиот е насочен само кон одредена целна група. Ако во неговата имплементација се случат фирмите, се вклучат деловните субјекти преку спроведување на самиот проект, во тој случај бенефитот е огромен. Во тој случај бенефитот создава дополнителна вредност. Апсолутно. И стасваме до последното. Моје прашање според сценариото кој го подготвив за овој наш разговор во рамките на емисијата Отворено со општината. Оно што го знам дека во моментов актуелни се неколку повици за прекогранична соработка. Со што Струмица ќе аплицира на тие повици? Дали сте подготвени? Значи оваа година се отворија првите повици за прекогранична соработка од новата програма за прекогранична соработка 2014-2020 година. Во почетокот на годината беше активен повикот меѓу Македонија и Бугарија, каде што општина Струмица од една страна, од друга страна јавното комунално предпријатие, општинската, детските градинки исто така, библиотеката, Јана Сандански, значи учествуваа, подготвија своји или учествуваат во проекти со кои што се конкурира за европски средства. Во моментот се активни две други програми. Во прв ред мислам на програмата Македонија-Грција, кое што крајен рок е утре. И програмата не за зборуваме за прекогранична, туку за територијална соработка помеѓу Македонија, Албанија, Грција, Кипар и Бугарија. Се работи за програма именувана како Балкан Медитеран, кој што крајен рок за поднесување на проектните предлози е вторник наредната недела. Подготвуваме некаде околу 7-8 проекти. Јас навистина не би навлегол во деталите за сите овие проекти, затоа што станува збор за опсежна материја. Само ќе споменам дека
Имаме проекти од областа на културата, туризмот, инфраструктурата, животната средина. Во рамки на Балкан Медитеран е уфатени и Струмичкиот карнавал, уфатени се значи различни области, постои значи еден проект именуван како Балкан Карнивал, во кој што се вклучени Струмица од Република Македонија како карневалски град, понатаму од мислам дека од Бугарија беше се вклучени Перник и Разлог, од грчка страна од Албанија вклучена Корча, од Таму каде што има традиционални карнавали. Токму така, значи се работи за еден проект во рамки на кој што ќе бидат поврзани, вмрежени, промовирани сите овие карнавали. Одлично. Добро, тоа би имал јас се што бев планирал да ве прашам. Ако има нешто да додадете, повелете, ако не, јас ви благодарам за гостувањето во емисијата Отворено со општината. Ви посакувам многу успех вам и на сите вработени во оделението за меѓународна соработка и европски фондови и се надевам дека ќе имам уште многу вакви убави поводи за вакви разговори. Да, и јас се надевам дека во идниот период ќе имаме нови информации и нови проекти преку кои што ќе бидеме активни на одредени сегменти во рамките на... А граѓаните се разбира заслужуваат да знаат што се работи во општина Струмица, вклучително нели и во оваа оделение во рамките на општина Струмица. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, јас вам ви благодарам за тоа што бевте дел од оваа емисија. Ви благодарам за довербата и за следењето на истата. До следниот четврток, довидување и се најубаво.